Како ја оценувате и како ги толкувате последните случувања од страна на специјалното јавно обвинителство и за случајот отворен труст кон собственикот на телевизија Нова Сеат Коча? Видете, не само телевизија Нова, која што е една навистина професионална телевизија која што внесе свежина во медиумскиот простор на Република Македонија и која што е за разлика од многу други објективна телевизија, односно која што работи според сите стандарди кои што важат, се разбира, за современиот свет во оваа медиумска смисла. И тоа видите, не само ТВ Нова, туку македонската држава, сите ние граѓаните, нели, на Република Македонија имаме проблем со така нареченото специјално обвинителство. Специјалното јавно обвинителство е само еден, како да кажам, продукт на ова 2,5 годишна криза, односно брутален атак врз сите основи и сите параметри на нашата, нели, македонска држава. И во таа смисла и покрај историската големата грешка на политичките партии кои што ја изгласаа оваа институција или квази институција, останува фактот дека таа со текот на времето до ден денеска продолжува да биде очигледен политички инструмент во онаа смисла за реализација на планот за разнебитување, децентрирање, деструкција на македонската држава во самите темели. Значи проблемот е во тоа што во тоа нестикно време, во така наречениот, нели, Пршински договор, од кој што резултираше потоа и специјалното јавно обвинителство, најголемиот проблем е тоа што е тоа паралелна институција на основното јавно обвинителство, односно на јавното обвинителство. Правосудниот систем на Република Македонија, барем во изминатите 25 години, е граден макотрпно, како впрочем и сите институции на државата. Вие ако ги уништувате, ги делегитимирате, не ги признавате во политичка или во правна смисла институциите на системот, тоа е најлесниот, најбрзиот и најопасниот начин да се обесмисли и да се урне нашата држава, што конечно и се случи со така наречениот договор од Пржино и формирањето на ново специјално јавно обвинителство. И тоа, проблемот е во тоа што институциите на системот, како што е Уставниот суд, за кој што знам дека има поведено некои постапки за преиспитување на законитоста на специјалното јавно обвинителство, до ден денеска, веројатно за жал заради политички калкулации или притисоци, не ја донесе единствената правилна одлука, а тоа е дека според Уставот, според правосудниот систем, тоа е на Република Македонија, тоа е единствен. И сите вакви политички договорени квази институции не може да го обезбедат она за што примерно, нели, барем теоретски беа фундирани, а тоа е обезбедување на правда. Се разбира, правдата и правото мора да бидат клучни вредности на 21. век, така и за нашата демократска држава. Меѓутоа, со сите параметри и со сите показатели, знаци, нели, кои што имавме можност, за жал, сите ние многу тешко да ги доживееме мачно, откако се формираше меѓу другото и ова специјално јавно обвинителство, не се присутни во нивната работа. Така што да не зборувам само за оние конкретни случаи во кои што се очигледно прекршени или барем, како да кажам, во морална смисла не беа спроведувани законите на оваа држава, која што конечно мора да бидат почитувани од оваа квази институција. Тоа е, например, нели, она брутално апсење на градоначалникот на единствената македонска општина во Албанија, Пустец, господинот Едмон Темелко. Понатаму, овој сега очигледен атак врз вашата телевизија преку неговиот собственик и тоа колку што имам информации, колку што, нели, од оние правни експерти, според некој обвинение кое што е очигледно фундирано на политичката цел да се на некој начин замолкне или вистината која што произлегува од вашата телевизија и односно вашата работа. И во таа смисла не само што поддршка треба да даде секој човек, секој граѓанин во Република Македонија, туку мора уште на сите ние, но овој пат одлучно се разбира, во контекстот на последните политички случувања кои што дефинитивно одат во насока на конечен пораз на овој огромен проект за деструкција на нашата држава, мора јасно и гласно да побараме од институциите на системот да го, колку што е можно, како да кажам, суспендираат овие политички акти на така нареченото специјално обвинителство. И во таа смисла, за среќа, ни останува да издржиме само уште неколку месеци, затоа што, нели, мислам дека до мај истекува рокот за каде што, нели, ти имаат некоја легална или квази легална можност да покренуваат обвиненија. Ние македонците, македонските граѓани, нели, ќе издржиме уште овие неколку месеци. И тие вработени таму во специјалното јавно обвинителство треба да бидат свесни дека не треба да се издигнуваат над Уставот и над
законите, затоа што никој не е над уставот, дури и оние кои што беа резултат како што тие се како институција, резултат на политички договор кој што е антиисториски, антидржавен и во таа смисла според мене од самиот почеток нема некаков легитимитет. Меѓутоа тие треба да бидат свесни дека имаат одговорност во овие историски мигови и дека мора да се задржат, што е веќе доцна се разбира, меѓутоа зборувам за тоа, за можноста да направат уште некоја, како да кажам, уште некој обид за политички прогон во овие неколку месеци, колку што им остануваат односно уште веќе 2 месеца, колку што им останува време за покренување на така наречени обвиненија, што тие треба да бидат свесни дека крајот на сета таа така наречена пржинска приказна, односно тој нестеќен пржински договор, вклучително и нив доаѓа. Тоа станува очигледно со се помалата поддршка или веќе повлекувањето на поддршката на овој проект за уништување на нашата држава. Во таа смисла тие треба да бидат свесни дека наскоро ќе бидат распуштени во таа дури институционална смисла, да не го злоупотребуваат она што им е дадено со законот кој што е веројатно инкомпатибилен со уставот, како што реков, и да се обидат во ова кратко време што им преостанува на нивната работа, да се обидат да ги избегнат сите оние очигледни притисоци на кои што беа подложени и конечно и ги реализираа во изминатиот период, затоа што да не ги кажувам очигледните факти дека тие практично се партиска инсталација на една политичка партија која што вас и сите медиуми ги прогласи за своји непријатели, ако се сеќавате. Значи, еден председател, еден лидер на политичка партија каже дека некои медиуми му се најголеми политички непријатели, што е скандалозно, се разбира во смисла на слободата на говорот, слободата на јавно изразување на мисла, пренесување на информации и така натаму. И тоа сето таа приказна, реков, веќе мислам дека е при крај, убеден сум во тоа. Ќе остане запаметено во нашата понова историја дека имало формирано некои институции кои што направиле генерално, како генерална нивна концепција за работа политички прогон на своји политички неистомисленици и на пример не само вашиот случај, туку оние стотици обични симпатизери на една партија во Охрид кои што биле според информациите, релевантни информации, што биле ноќе повикувани пред некакви специјални таму обвинители, истражители, што и веќе да се. Тоа е дефинитивно уште еден показател заедно со вашиот случај и со многу други. Практично сите нивни така наречени обвиненија се според мене неиздржани, не само во правна смисла, туку неиздржани бидејќи се очигледно продукт, резултат или нус продукт на политички притисок и обид да тие го завршат или бидат еден битен дел, можеби и клучен дел во оној проект кој што реков завршува овие денови, овие месеци. И покошто Република Македонија и вие како телевизија ќе излезете сигурно посилни и ќе продолжите да ја ширите вистината и демократијата, слободата на јавниот говор, значи сите оние вредности кои што нас мора да не фундираат како држава развиена современа демократска држава во 21. век.